Почитувани гледачи, добро вечер. Продолжуваме со серијата на емисии посветени на годинашниве добитници на плакети и награди 3 ноември по повод ослободувањето на Прилеп. И вечерва гостин во нашето студио е представник од Ротари клубот од Прилеп, Жарко Бошковски. Господине Бошковски, добро вечер и добре дојдовте во студиото. Добро вечер. Еве, ќе започнеме. И благодарам што ме поканивте. Ќе започнеме најпрво за она што представува Ротари клубот. Имам печаток дека многу малку од гледачите знаат за каква всушност организација станува збор. Дали може да се каже дека е една од најраширените како светска организација? Колку е расширена во светот, колку клубови има, кога е формирана? Точно така како што рековте, Ротари организацијата, односно Ротари International, представува една од најраширените хуманитарни организации во светот. Во неја членуваат во овој момент преку 1.200.000 членови, формирана во далечната 1905 година во Чикаго, Илиноис, поточно во градот Еванстон, блиску до Чикаго. Формирана од еден угледен адвокат, Пол Харис, на начин што едноставно тој ги собрал неговите пријатели, тројца негови пријатели, и тој четворица се собрале и одржувале средби. Многу е значајно што средбите ги одржувале во нивните канцеларии, професиите нивни, значи секоја недела во различна канцеларија. Како што реков, значи 1905 година се почетоците, ни самиот Пол Харис не знае во тој момент каква организација хуманитарна и расширена формира. Додека дефиниција на Ротари, која е установена во 1976 година, представува, значи Ротари е организација на деловни и професионални луѓе кои придонесуваат за високи етички вредности во сопствените професии и даваат придонес за мир и благосостојба во светот. Дали била тоа почетната идеја на Пол Харис да ја формира оваа организација? Што му било наводилка на почеток за да формира една ваква организација? Веројатно, значи 1905 година, тоа е само 40 години, значи како се развива северот на Америка, потребата е од тоа и доаѓањето. Америка представува ветена земја за цел свет, но и за самите американци. Движењето од југот кон северот е присутно. Потребата да се припаѓа некаде во тој момент, нели, луѓето сакаат да припаѓаат некаде, дали во политички партии, дали во верски заедници, е присутна. Значи, потребата да се припаѓа некаде е веројатно основата за формирање на Ротари клубот. Значи, четворица луѓе, друштво, се дружеле во нивните канцеларии, разговарале, разменувале информации за нивните професии и почнува нагло да се шири таа идеја. Значи, прво, надвор од Америка, следна дестинација е Канада, додека, значи, во европските земји најпрво формирани се клубови во Велика Британија и Ирска и понатаму, значи, во сите европски земји. Доколку гледачите се интересираат кога ротаријанството е присутно на овие простори на Балканот, значи првиот клуб се формира во Белград во 1929 година, исто така и во Загреб е 1929 година, додека Македонија не е многу далеко од тие клубови, значи првиот клуб во Скопје е формиран во 1931 година. Исто така значајно е да се напомене дека во овој контекст дека до 1980 година во ротаријанските клубови не членуваат жени. Меѓутоа, тоа не значи дека ротаријанците не се свесни за половата еднаквост. И логата на жената и влијанието. Така е. Значи, уште во 1905 година значајно е да се напомене дека сопругата на Пол Харис, значи, почнала активности за просто-напросто, значи, да каде ќе одите вие вечерва, одам во Ротари клубот. Тогаш јас ќе се дружам со сопругите на твоите пријатели. Значи, уште во 1905 година почнува да се формираат така наречени инервил клубови, клубови на сопругите на ротаријанците. Значи, иако е членството на жените забрането до 1980 година, значи, жените на ротаријанците се дружат по истите принципи како што делуваат и
ротаријанците. Во овој момент би сакал да го напоменам како действуваат ротаријанците. Значи, действуваат по еден тест кој е воведен како официјален тест на 4 прашања во 1947 година. Меѓутоа, тој тест е постар, датира некаде уште од почетокот на 20-тиот век. Многу интересно како е настанат тој тест на 4 прашања. Значи, еден од членовите на ротаријанството станал лидер на една америчка компанија која била пред пропаѓање. Го поставил тестот на 4 прашања, кој е многу битно да го кажеме за гледачите и кој почнува на овој начин. Значи, се во животот што ќе правите, што ќе зборувате и ќе действувате, треба да се запрашате дали е тоа вистина. Тоа е првото прашање од тестот на 4 прашања. Второто прашање од тој тест е дали е честно за сите присутни она што ќе го кажете. Третото прашање од тој тест е дали е корисно за сите. И четвртото, дали ќе придонеси за подобро пријателство и подобра воља на сите присутни. Ако ние како луѓе действуваме врз основа на овој тест, верувајте дека секаде ќе постигнеме универзални прашања на кои овој тест е формиран врз основа на една во бизнис менеджментот, во една компанија која била пред пропаѓање за многу кратко време. Ротаријанецот ја довел таа компанија во добра стоечка состојба, применувајќи го овој тест. И како резултат на тоа, 47 година, значи, 1947, ротаријанците го прифаќаат тој тест на действување. Впрочем, тестот е и библиска основа. Нели, уште во Стариот Завет ние викаме дека Господ ги мрази оние кои шират лаги. Меѓутоа, ротаријанците тоа го преобратиле и викале, дали е тоа вистина? Значи, тоа е првото прашање. Воено исто познати се 5 авении на ротаријанството, значи што во сушност представува ротаријанството и како ние работиме во нашите клубови, значи 5 авении се следниве. Првата авенија е служење во клубот. Втората авенија е служење во заедницата. Подоцна ќе ги објаснам што значат тие авении. Третата авенија е значи меѓународно служење. Значи четвртата авенија е служење во професијата и петтата авенија, најнова авенија, значи служење на младите генерации. Сега, значи, првата авенија е служење во клубот. Дали е тоа и организационата шема? Така е. Значи, служењето во клубот, ротаријанецот треба редовно да биде присутен и активен во клубот. Значи, да доаѓа на состаноците. Сега, втората авенија беше, значи, односно третата меѓународно служење, значи ротаријанецот ако во текот на седмицата не дојде на состанокот во клубот и ако е некаде отсутен од државата, тој треба да го посети клубот онаму каде што е. Значи, пример, ако еден од нашите членови се наоѓа во соседна Бугарија, треба да го посети ротари клубот во тој град, тогаш кога е отсутен. Значи, тоа е меѓународното служење. Тој ќе биде пречекан со највисоки почести. Сме имале гости од Америка во нашиот клуб, сме имале гости, значи, од Ирска во нашиот клуб. Ние сме ги дочекале со голема радост тие наши ротаријанци. Овдека сакам да го спомнам, значи, петтата авенија е служење кон помладите. Предпоставувам дека во Македонија ретко кој знае дека идеја на Ротаракт клубот, тоа е, значи, заедница на младите од 18 до 30 години. Значи, идејата за сигурно знаете дека сите знаете онаа жолта линија во банките, каде што викаат застанете позади жолтата линија. Ретко кој знае дека е тоа наша оригинална идеја од нашите млади луѓе. Заради тоа е петтата авенија да им служиме на младите и да ги почитуваме нивните вредности и нивните идеи. Служење во професијата, значи втората авенија, дека секој во сопствената професија треба да развива високи етички стандарди. Дали е тоа лекар, дали е банкар, дали е, значи, просветен работник, тој треба да ги развива високи етички вредности во професијата, затоа што на почетоците по старите ротаријанци не учеле нас дека, видете, сега си ротаријанец, не можеш да правиш што сакаш. Едноставно, што и да направиш, треба да помислиш дека јас сум ротаријанец и ова некој ќе го оценува. Кога е формиран клубот во Прилеп? Зачетоците на ротаријанството во Прилеп се уште во 2007 година
Ние, како што знаете, годинава славиме 10 години. Зошто 10 години? Бидејќи во 2007 година ние прв пат на иницијативен одбор се собравме во еден ресторан во Прилеп, благодарение на нашиот чартер председател Александар Ристевски и на Наде Карачовска, доктор Наде Карачовска од градската библиотека. Тие ги направија првите разговори со клубот, Ротари клубот од Битола. Значи, ние уште во 17 октомври 2007 година имавме иницијативен одбор. Меѓутоа, тоа е една процедура, додека сме примени во Ротари Интернационал во Еванстон, Чикаго, Илиноис. Тоа значи некаде пролетта 2008 година, значи официјално е формиран Ротари клубот Прилеп. Значи, секој член фактички делува во една светска организација. Не сте поделени како општински ротари клубови. Каква е организацијата? Дали има некој што стои на чело на ова светска организација или сте поделени поинаку? Организационо како е? Точно така. Значи, секогаш во Ротари Интернационал стои председател на Ротари, кој се избира секоја година. Значи, моментално председател од Бахамите е Бари Расин, пардон. Значи, начинот на избирање, значи, уште претходната година во ротаријанството се знае кој е председател на клубот, кој е гувернер на дистрикот, кој е председател на Ротари Интернационал. Например, ние сега знаеме кој е нашиот иден председател во наредната година. Во Ротари клубовите секоја година е различен председател. Првиот наш чартер председател е Александар Ристевски. Јас сум бил председател после 4-та година од формирањето на Ротари клубот. Колку моментално членови има Прилеп? Ротари клубот Прилеп моментално има 25 членови. Клубот е отворен за секој граѓанин добронамерен кој го чувствува ротаријанството во себе. Постои една процедура, значи предлог од Ротари член за новиот член. Новиот член треба извесен период да доаѓа, значи да ја почитува првата авенија, служење во клубот, да доаѓа на состаноците во клубот, да го види ротаријанството во сршта што значи и доколку и тој, значи и сите членови на клубот треба да дадат согласност дека сакаат да биде официјален член. После тоа, значи, членот добива сертификат од Чикаго дека станал член и на некоја свечен состанок во Македонија кој се одржува под присуство на значи на председател од Ротари Сојузот, ќе му биде врачена значката на ротаријанството. Таа значка што вие носите, така? Да, значи значката на ротаријанството е логото на клубот, кое представува едно тркало што означува дека ротаријанството цело време се врти. Од 1905 година, како што споменав, значи ротаријанците ги одржувале состаноците во различни канцеларии на членовите. Никогаш не држале во иста канцеларија. Значи, исто ротираме. така, да, ротирале, меѓутоа исто и председателите се ротираат. Значи не можете да бидете два пати председател на Ротари клуб или гувернер на дистрикт. Затоа тоа лого е патентирано, не може да се употребува во комерцијални цели. Има големо значење на секој ротаријанец онаму кога поготово оди на официјални средби да ја носи таа значка, да покаже дека тој е член на најголемата хуманитарна организација во светот. Освен предлогот што спомнавте при прием на нов член од член на Ротари клубот, кои се критериумите? Дали постојат некои критериуми, па некој да биде одбиен без разлика дали сака да биде член или не? Апсолутно нема некои пишани критериуми. Постои само таа процедура, секој граѓанин кој го чувствува ротаријанството, оној кој е професионалец пред се во сопствената професија, истакнат во својата професија. Дали се работи за некој од нашите златни занаети, дали се работи за лекар, дали за универзитетски професор, незначајно е каква е професијата. Етичка вредност е висок професионализам, како што напоменав. Други услови апсолутно нема. Тоа што во ротаријанството постои дека клубот, сите негови членови мора да дадат согласност за новиот член, тоа е само една процедура за сите да бидеме свесни дека нашиот член е врвен професионалец и граѓанин кој во околината се истакнал со сопствената професија.
Ајде малку за активностите. Што, како делувате, кои активности, еве рековме, спомнавме, дека сте добитник на 3 ноемвриската награда, сигурно зад вас за овој клуб има активности. Кои се тие активности, како делувате, што работите? Значи, Ротари клубот Прилеп има превземено повеќе активности во сите овие години на постоење. Би сакал да истакнам една која, според мое собствено мислење, е најзначајната хуманитарна акција, која пред 6-7 години Ротари клубот од сите негови членови издвои собствени средства. Значи, тоа не е грант од Ротари фондацијата, ниту е грант од некоја друга фондација, него е собствена иницијатива на членовите со собствени средства, купувањето на возило за болницата Прилеп за транспорт на итни случаи во клиничкиот центар во Скопје. На предлог на еден наш член, лекар, кој работи во болницата, значи не запозна дека представува огромен проблем транспортот на итни пациенти во клиниката во Скопје. Ние направивме иницијатива и го купивме тоа возило кое се уште се употребува, кое е опремено, значи, на високо ниво од медицински аспект. Тоа представува според мене најзначајната активност на Ротари клубот Прилеп. Меѓутоа, овдека би ги спомнал и активностите изминатата година за болницата Прилеп. Се донираја 40 на кревети кои се високо ниво на употребливост во здравствениот сектор. Исто така, значи, мали донации и помош на студенти, на талентирани студенти со стипендии. Значи, имаме стипендија обезбедено за школување на талентирано момче од Прилеп во делот на оперското пеење. Повеќе манифестации кои се месечни. Традиционална манифестација ни представува арт хепенингот која се одржува од 2010 година до ден денес на 3 ноември точно, каде што се собираат талентирани сликари, млади од средните училишта од Прилеп на слободна тема. Тие слики ги вадиме на аукција. Средствата од продажбата на тие слики секогаш ги ставаме во хуманитарни цели. Инаку, кој е другиот начин на финансирање на Ротари клубовите? Дали исклучиво се работи за собствени средства, како што спомнате на почетокот, или пак има некој начин на плаќање некоја чланарина, па потоа се распределуваат? На кој начин се финансира? Основата на финансирањето на секој Ротари клуб е чланарината од членовите. Меѓутоа, да спомнам дека постои на ниво на свет Ротари фондација, која обезбедува до ден денешен годишно 90 милиони долари и најпозната Ротари организацијата е во елиминирањето на Полио Плюс. Тоа не знаете, детската парализа кај децата. Значи, моментално Ротари International е горд на тоа дека само во 3 земји чинам во светот се уште постои Полио Плюс. Значи, тоа се Нигерија, Пакистан и Индија, мислам. Пардон, Индија веќе од пред една година е искоренета. Значи, обезбедувањето на вакцини за Полио Плюс. Во Ротари фондацијата вклучен е и еден од најмоćните луѓе, највлијателните луѓе во светот, Бил Гейтс, кој исто така има огромни средства кои ги донира. Меѓутоа, пак да се вратам, значи, основните средства на секој клуб во светот е чланарината. Од сопствената чланарина се организираат оние активности на клубот. Има ли нешто што не ви се допаѓа во тој клуб, што би сакале или понатаму размислувате да нешто да проширите, меѓутоа сепак во оние рамки кои светската организација ги трасира? Дали би сакале нешто друго да се проширите на некој друг начин, на некој друго поле, или дали делувате на некој друго поле? Освен во оваа хумана компонента. Прашањето ви е многу оригинално. Значи, него ни замислив пред да доаѓам тука во вашата емисија, меѓутоа инспиративно да одговорам дека што би сакал да се промени во мојот клуб.
да членуваат повеќе луѓе од нашиот град, кои се отворени, ведри, кои ќе придонесат заменување на нашата заедница. Значи, пак да се вратиме на почетоците, што е ротаријанец? Оној кој ќе направи минимален потек во заедницата, оној кој ќе го подигни парчето книга од улица и ќе го стави во корпа. И тој е ротаријански потек. Значи, овдека не ја спомнав минатата година членовите на Ротарат клубот и дел од ротаријанците ја изчистија околината на Вештачкото езеро. Облекоја плави блузи со ротаријанското тркало, ставија на раквици и ја изчистија околината. Тоа ќе го сториме пак наредната пролет и ќе го правиме и понатаму. Меѓутоа, ме прашавте што би сакал да менувам. Би сакал нашиот клуб да стане побогат, да нема 25 членови, да има 125, да разменуваме информации, да разменуваме мислења, да ги подигнеме етичките вредности на нашите професии и да допринесеме за развој на нашата заедница. Нашата заедница да изгледа поубаво, похумано и сите луѓе да бидат посреќни во нашата заедница. Тоа е она што би сакал да се смени во наредните години, во клубот. Богатството на клубот, богатството на професиите во клубот, тоа го прави еден клуб побогат. Би сакале во нашиот клуб да дојде офицер, да дојде свештеник, да дојде полицаец, да дојде судија. Сите професии, колку повеќе имате професии во клубот, апсолутно клубот, значи клубови, ротари клубовите не се политички организации, не се значи не се детерминирани по верска припадност, секоја вера, секоја нација, секоја професија е добре дојдена. Генерално бараме добри луѓе, добри професионалци. Спомнавте дека не сте политичка организација, дали има сепак членовите, дали имаат некое влијание врз политиката, врз политичките насоки? Членовите не им е забрането политичкото членување. Меѓутоа, јас не ни знам дека некој од нашите членови е политички активен. Сигурно дека имаат некакви симпатии, Ротари Интернационал, ниту Ротари клубовите, кои се во висока мера автономни. Значи, иако постои Ротари Интернационал, меѓутоа, како што спомнав, ние делуваме по 5 авении и по тестот на 4 прашања. Меѓутоа, секој клуб има потполна автономија што ќе прави. Значи, не поднесува никакви директиви од нити од Ротари Сојузот на клубови, нити од Ротари Дистриктот. Повисоките организации во ротаријанството сте за да помогнат, а не да даваат насоки на действување. Значи, Ротари клубот Прилеп и секој клуб во Ротари Интернационал е потполно автономен. Што вие би менувале во нашето општество? Што е она што најмногу недостасува? Што се плашите воопшто, што може да се случи? Еве, моменталната состојба. Пак ми поставувате прашање на кои не сум припремен. Меѓутоа, што би менувал како човек? Би посакал да секој еден човек да придонеси со било кој потек денеска, секој граѓанин да се запраша денеска дали сопственото ѓубре од неговиот дом го историл на право место. Ако тоа го сторил, тој денеска сторил многу за заедницата. Било кој потек што ќе го направи. Значи, како што реков, во тестот на 4 прашања, дали е корисно за сите? Она што секој човек смета дека е корисно, нека го направи. Тој допринел и за ротаријанството, и за заедницата, и за целокупното општество. Господине Бошковски, јас уште еднаш на почетокот не ви честитав за наградата, ви ја честитам ова награда. 3 ноемвриската, мислам дека е дојдена во заслужени раце. И се надевам дека и понатаму ќе делувате според сите овие принципи што ги спомнавте и дека ќе придонесите заменување на многу работи во нашето општество, заменување на свеста пред се, да тргнеме по некои вистински патеки. Уште еднаш ви благодарам што бевте гостин во студиото, а вам, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Ви благодарам и вас што ме поканивте во оваа емисија.